Парламентарните избори во 2024 година направија пресврт на политичката сцена. СДСМ влезе во опозиција, помина и веќе една година. Како вие ја оценувате политичката состојба во моментот па и во текот на оваа година во нашата земја? Најпрвен добре ве најдов. Благодарам на поканата. Секогаш пријатно се чувствувам кога разговарам со вас, кога учествувам на вашите работилници, трибини, дебати. Верувам и во ова нова, помодерна форма ќе биде исто така пријатно и успешно. Што да се каже, не ни е прв пат да сме во опозиција, меѓутоа можеби ни е прв пат да сме во ваква дебела опозиција. Се разбира дека не беше баш лесно да се прифати, меѓутоа тоа е неминовност во политичкото делување, некоја сте власт, некоја сте опозиција, некогаш одите погоре, некогаш подолу, меѓутоа овој пат малку не задржа, не тргна, особено нас во Куманово, каде што сме, јас милувам да кажам, не 30 години на власт, туку 70, затоа што се сметаме за наследници на претходните лево-ориентирани сили кои во минатиот систем владеа, и за прв пат во историјата во Куманово на современото организирање на избори, всушност изгубивме на последните локални избори, всушност изгуби нашиот кандидат за градоначалник, а листата за советници, која имав чест повторно јас да ја предводам, победи, беше неуспешна и усвоивме најмногу советници, 10 советника, меѓутоа со оглед на констелацијата на односите, затоа што за градоначалник беше избран човек кој всушност излезе од нашите редови, актуелниот градоначалник Максим Димитриевски, кој говорев тоа токму кај вас некаде после минатите локални избори, успеа да го прелаже народот, продавајќи се за левичар, продавајќи се за лево ориентиран, дека не е всушност многу различен од нас, само ете мали на согласувања, и успеа повтор пат да биде избран за градоначалник, и од позицијата на моќник, а тој покажа дека ептен е моќник и во законските и во вонзаконските рамки, тој го направи мнозинството, и покрај тоа што ние имавме најмногу советници, направи коалиција затоа што имаше што да ветува и јавни предпријатија и директорски места. Меѓутоа и покрај тоа што сме малцинство, не сме мнозинство во Советот, мислам дека сме и силна и конструктивна опозиција. Кога говорам конструктивна, тоа не е само флоскула, туку на вистина на дело, не сме по дефолт затоа што сме ние опозиционери, а предлозите доаѓаат од ЗНАМ, од ВМРО или од нивните други коалициони партнери, да ги одбиваме, туку се она што беше корисно за граѓаните на Куманово, се она што сметавме дека е продолжение на нашите претходни проекти, па и новите проекти кои вредеа поддршка, ние го гласавме. А секаде онаму каде што сметавме дека е нестручно, неквалитетно или сомнително, како што во последно време се туркаат проекти, каде што отворено се турка корупција, коруптивни дела во кои е вклучен ни помалку ни повеќе самиот градоначалник, но за тоа да проговориме понатаму. Тоа се разбира, не само што не го поддржуваме, туку жестоко се бориме и во Советот, и алармираме јавноста, медиумите, кумановската, македонската јавност, дека тоа не смее, не треба и не може да помине. Меѓутоа поминува. Сила Бога не моли, бројките се на нивна страна, го изгласуваат, иако понекогаш и моќта на гласовите на мнозинството е јалова, тие формално им поминува, меѓутоа многу губат и во нашата локална јавност, и во земјата, во државата, бидејќи им се ближи крајот на владењето, крај на мандатот, и сега брзаат сите оние незавршени, недовршени докрај коруптивни скандали од типот на ова пренамена на дуб за лични потреби на кумот, на кумашинот, на братот, на братучедот, некои лични привилегии, брзаат да ги завршат, бидејќи не се знае што носи есента. Ние се надеваме дека носи една, ако е сега пролет, дека носи светла есен, каде што повторно на дело ќе дојдат вистинските вредности, а носители на вистинските вредности во Куманово секогаш биле левите сили, чии предводник е, се разбира, Социјалдемократскиот сојуз со своите коалициони партнери. Што ми одговоривте на прашањето како промената на власт се одрази локално во општина Куманово? Очигледно оваа година била навистина предизвикувачка за општината и претпоставувам дека пораката е до кумановци пред се, дека треба да се вратат на корените кои што ги имаат отпорно и да размислат во која насока сакаат да се движат и како општина, меѓутоа и за своите сопствените права што ги имаат како граѓани на општината. Меѓутоа сепак ќе се навратам на иницијалното мое прашање, како ви се чини политичката состојба, во кој правец одиме како држава со оваа констелација на власт?
За жал никаде не одиме и тапкаме во место, дури се враќаме многу чекори наназад. Од силните ветувања, значи ова јас проговорив за некоја локална слика, тоа ми е и да кажем и специјалност, и тоа ми е болката, и желбата, и амбицијата, меѓутоа и на национално, на државно ниво, тоа е истото, тоа се пресликува, отсликува, силни ветувања за економски просперитет, за решавање на крупни прашања, лажни ветувања дека ќе го вратат името, дека ќе поништат еден договор, друг договор, ништо тоа не видовме. Многу лесно си говорат и Република Северна Македонија кога им оди во прилог, многу лесно си комуницираат и со сите оние политички партнери од регионот, пошироко од светот, кои сметаат дека се неприлични, бидејќи едно е кога се од страна, мада не верувам дека тоа го направи од наивност, туку пресметано, за да ги добијат довербата и на нивните гласачи, и на граѓаните пошироко, со силни ветувања дека ќе има пресврат на меѓународната сцена, дека ќе почне бум, или што би рекол нашиот робустен премиер, негов омилен израз робустен, затоа јас така го нарекувам, најбрзо растечка економија во Европа. Нешто не сме најбрзо растечка, туку сме во тотален и да кажеме уназадување и на економските процеси, и особено пак на реформските процеси и на процесите на евроинтеграциите. Ништо не се прави, старата добра ВМРО-вска пракса, подобно ништо да не се чепка, никакви реформи, никакви крупни прашања кои предизвикуваат немир, кои ги тангираат можеби чувствата на граѓаните, пак си е на дело, а оние крупни потези секогаш ги влече од Социјалдемократскиот сојуз со другите напредни либерални сили, затоа се можеме слободно да кажеме си ги припишеме заслугите и за решавањето на долгогодишниот спор со името со Грција и на членството во НАТО, а сето тоа чинеше понекогаш и гласови, чинеше понекогаш и пораз на одредени избори, било локални, било парламентарни, меѓутоа перспективите на државата, националните интереси се пред се и не треба да се биде пресметлив кога е иднината на нацијата, на народите, на граѓаните, на младите, не е ова флоскула, но навистина иднината на младите во прашање, тогаш мора да се превземат посмели чекори кои не се секогаш популарни, и реков за цел имаше и пат на популарност на Социјалдемократскиот сојуз и губење на изборите и на национално ниво, кај нас и на локално ниво, меѓутоа состојбите се менуваат, Социјалдемократскиот сојуз се консолидира, довербата се враќа се повеќе и повеќе, можеби не толку како заслуга на нашето консолидирање, колку на страшните гафови, грешки и тапкање во место на актуелната гарнитура која е на власт и на национално и кај нас во командно на локално ниво. Веќе кога сме кај на грешките кои што ги прави сегашната власт и како тие ги оправдуваат, знаеме дека воопшто не се застанати како власта, меѓутоа и така и останатите политички констелации за подготовки за локални избори. Оваа година имаме редовни локални избори кои што се очекуваат да бидат некаде крајот на октомври, 19-26 октомври, па моето прашање е како се подготвува СДСМ за локалните избори и како вие како СДСМ на локално ниво очекувате дека ќе поминете на локалните избори? Кои се вашите планови? Подготовките се во најголем тек, значи на ниво на политичка партија веќе се работи на генералната програма прво, како главните позиции во смисла на унапредување на локалните самоуправи воопшто во државата, концепциите на одредени области, одредени сфери на влијание и надлежности во општините, тоа е што се однесува на централно ниво, исто така во тек сега е сезона на анкети, на мерење на рейтинзи, на јавно мнение, каде што се опипува пулсот на граѓаните, популарноста, рейтингот, поддршката на граѓаните на одредени наши потенцијални кандидати за носители на позицијата градоначалник, за носители на позицијата членови на совет. Тоа е во тек и една најава и од страна на нашиот претседател, нашето раководство, а како што слушнав и од главниот конкуренти на ВМРО-ДПМНЕ и на другите политички партии, дека овој пат, за разлика од претходните избори, ќе се оди порано, дека до крајот на пролета веќе ќе ги имаме
ако не сите, главно потенцијалните кандидати за градоначалници и за членови на Советот, и тоа е добра пракса, добра политика, бидејќи сметам дека на тој начин ќе се изгуби она практика на одлучување на 5 до 12, не дека ќе се одлучи баш во септември до крајниот законски рок, меѓутоа се многу малку време се остава за реална кампања, представување пред граѓаните на програмите, представување на кандидатите, многу повеќе простор за шпекулации, внатре-партиски игри, надпревари. Мислам дека со тоа што ако се излезе, еве веќе нашиот претседател беше прв и веќе номинираше неколку кандидати за градоначалници кои всушност се веќе актуелни градоначалници во општините кај што сме на власт, и мислам дека етапно во неколку фази ќе ги представи и другите, а тие ќе бидат резултати и намерењата на јавното мислење, на поддршката од граѓаните и резултат на дебатата во органите и телата во партијата. Во Куманово исто така активно се подготвувам, дури не сме ни престанале. Некој кажал дека на прашањето кога завршува една кампања, а кога почнува следната, и дека следната кампања започнува веднаш по завршувањето на изборите. Тоа мислам дека ние сме добар пример во Куманово. Ние тоа, се извинувам што ќе ве прекинам, ние тоа постојано го зборуваме дека ја имаме таа пракса како држава од еден изборен циклус веднаш да влегуваме во друг изборен циклус, најверојатно поради начинот на кој што се поставени политиките кај нас, предпоставувам. Па добро, тоа е, вие говорите затоа што постојано имаме секоја година некои избори, па ако завршуваме со локалните, па се да кажеме следат претседателски, парламентарни, па некои референдум избори, од тој аспект да, тоа е негативната страна, бидејќи многу процеси кои се поврзани, зависат, мора да мируваат, да, во време на избори. Јас од некој друг аспект, од аспект на подготовка политичка, како се концепира една кампања, говорам дека кога ќе заврши една кампања, веќе треба да размислувате за следните 4 години. Затоа говорам дека одамна се подготвуваме, а не дека треба да сме постојано во некакви изборни циклуси. Дури ако сме нормално општество, ама далеко сме уште од нормално и општество и економија, треба да има нормален период, циклус на работа, да има барем редовни избори, не постојано предвремени, иако некоја што се неминовност и нужност, за да може да се одредени програми, концепции, планови, проекти да се завршат. Ако постојано сте вие во предфаза на кампањи, немате шанса ниту да покажете ништо можете, ништо знаете, ниту да ги спроведете законските претпоставки со јавните набавки, со популарно наречените тендери. Има законски рокови, процеси кои не може да се реализираат ако немате понекогаш и цел мандат. Сега сме на прагот на локалните избори, Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз во Куманово активно се подготвува, исто така учествуваме во процесите на мерење на јавното мнение, веќе се презентираме пред граѓаните, а најдобар и промотор и да кажеме па и коректив сме со нашето активно учество во Советот на општина Куманово, реков каде што сме најголема советничка група, имавме 10, сега 9 советника, еден член на Советот отиде во независни, меѓутоа реков го држиме мнозинството не толку како бројка, бидејќи мнозинството коалициско тие го имаат, коалицијата на ЗНАМ, на ВМРО ДПМН, на ДПСМ и уште некои помали партии. Меѓутоа верувам дека сме навистина добар гласноговорник на тоа и како треба да се работи и како не треба да се работи. Особено станавме популарни во последните седници на Советот, каде што токму на седниците на Советот отворено проговоривме за лошите политики на коалицијата ЗНАМ и на градоначалникот ВМРО ДПМН и градоначалникот Максим Димитриевски. И тоа што еве веќе, она што ние апелиравме со години, сега на дело се случува, реков, загатнав, можеби веќе сте слушнале, се прават такви криминални пренамени на детални урбанистички планови, каде што се вклучени членовите на најтесното семејство на градоначалникот, значи неговите родители, кумот, кумашинот, па дури братот на кумашинот и близок пријател на градоначалникот е координатор на неговата советничка група и, например, на минатата седница тој си дозволи дрско да гласа отворено за својот брат, не знаејќи, мада не верувам дека не знаејќи, туку ризикувајќи те казна од Државната комисија за спречување на корупција, само со цел да помине таа поставка, од почнување на поставката, всушност нацрт измена на детален урбанистички план со која неговиот роден брат како инвеститор
и компанијата, македонската компанија која го поддржува Lidl, ќе пренаменат одредена индустријска парцела во трговска намена, за да се оствари добивката која тие планирале. Од каде се нашите сомнежи за добивка? Затоа што тоа се јавни податоци кои може секој да ги добие во катастарот, во другите институции, дел имаме јавни, дел имаме, се разбира, и свиркачи, дека тоа се работи за земјиште кое родителите на градоначалникот Максим Димитриевски го добиле со денационализација и потоа му го продале на кумашинот и братот на координаторот на ЗНАМ, например за 50-60.000 евра, а тој пак го препродал на компанијата Lidl за 500.000 евра. Значи, јас кажав и на Советот, не треба ни да си правник, не треба ни да си политичар, обичен здраворазумски граѓанин со нормална логика, како може преку ноќ да порасне вредноста на таа парцела 10 пати? Значи, тука веќе се гледа дека нешто сомнително, а поврзаноста на актерите, таква пренамена, каде што се вклучени градоначалник, член на Советот, координатор на советничка група, кумаши, тоа е во спротивност со сите законски решенија, со закон за локална самоуправа, со закон за спречување на судени интереси, дури не смело ни да се постапува, ни да се влегува во такво, меѓутоа, што би кажале србите, не презаат, главна е добивката, си туркат, иако сега веќе за наредната недела имаме закажана седница на 5 мај, каде што гледаме повторно изгласаната точка, дали се сетиле дека точката за потпушнување на измена и дополна на нацрт измената на деталниот урбанистички план, се надевам дека ќе се коригираат, иако ние апелиравме силно да ја повлече точката, да не гласа координаторот на советничката група, затоа што е член на најтесно семејство, според сите закони, според сите прописи не смее да одлучува апсолутно ништо на одлуката. Може би на нечии сугестии, може би не послушале, да се надеваме дека или ќе ја видоизменат, или барем нема да гласа тој член на Совет, а за вешаноста на градоначалникот, со самиот факт што тоа се работи за имот кој бил на неговите родители, кој сега е на негов кумашин, тоа мислам дека досега 100 пати требаше да реагира по допрен глас и јавното обвинителство, и Државната комисија за спречување на корупција, и Министерството за внатрешни работи, се покажа уште еднаш на дело дека кога се работи за коалициони партнери за дел од власта, или заспиваат, или не гледаат, или побавно реагираат, да се надеваме дека правдата, иако е бавна, дека сепак е достижна. Пред да продолжам на прашањето кое што е поврзано со ова што го зборувате во однос на проблемите кои што ги имате во Советот, само ќе ве прашам во однос на локалните избори, што како што започнавме, дали СДСМ има предлог или дали се зборува кој би можел да биде иден кандидат на СДСМ во општина Куманово? Па, знаете, кога ги правиме анкетите, мерењата на рейтингот, на популарноста, на поддршката на граѓаните, секој што има со барем неколку кандидати, во периодов праве анкети и противниците, ние не можеме точно да знаеме, бидејќи кога сте сведок дека има анкета, не знаете кој е нарачателот, меѓутоа од прилика препознаваме и сметам дека сите сериозни политички партии тоа го направија. Во Оптек се повеќе имења од нашата политичка партија, 4-5 кандидати се вртеа на анкети, и на нашите, и на нивните анкети, меѓу нив бев и јас. И како актуелна советничка, поранешна председателка на Советот на општина Куманово, имаше уште една жена и уште тројца мои другари од Социјалдемократскиот сојуз. Да видиме, ќе покаже и рейтингот наш и мислењето во партијата. Меѓутоа, јас сум длабоко убедена кој да биде кандидатот на Социјалдемократскиот сојуз. Ова не е парола предизборна, меѓутоа цврсто верување и според нашите компетенции и квалитети и според тоа што се работи за честни кандидати кои немаат афери, немаат криминален товар зад себе, дека тој ќе биде победникот. Би кажала зошто да не и затоа што сум едно од инволвираните потенцијалните кандидати, се надевам дека тоа ќе бидам јас и дека конечно Куманово за прв пат во историјата ќе добие прва жена градоначалник или градоначалничка. Да се навратам на она како што го завршивте вие прашањето, дали вреди да ве прашам за вредностната оценка на ЗНАМ, од кој што Куманово го има и градоначалникот, а поранешен член на СДСМ? Граѓаните треба да окажат конечниот збор, и ќе окажат и секогаш го кажуваат. Сметам дека таа авантура и на градоначалникот и на неговите сопартици, кои голем дел се наши поранешни другари, не вредеше за сиот труд и сета штета што ни ја направи, затоа што тој
Максим Димитриевски како лидер и на таа иницијатива Првен Сдружение на граѓани, потоа политичка партија, еве сега и партија која учествува и во централната власт, во коалицијата, долгогодишен поранешен член на Социјалдемократскиот сојуз, наш другар кој не знам зашто би бил незадоволен, затоа што ова го кажав, не знам дали во некоја дискусија или во интервју, тој ни 5 минути не е бил да биде, може би во младите години, во почетокот. Последните 20 години цело време е носител на високи и партиски функции, како член на Централниот одбор, член на тесното раководство на извршниот одбор и на јавни функции. Значи бил член на совет, советник, председател на совет, пратеник и градоначалник од Социјалдемократскиот сојуз во 2017, кога заедно имавме честа да извојуваме најголемата победа во историјата, тој како градоначалник, јас како носител на листа и потоа председателка на совет. Така да не го гледам незадоволството, освен таа пуста желба да се осигура дека сигурно ќе биде на власт, сигурно ќе му биде фотељата, дури тој не дочека ни да се донесе одлуката на централното ниво пред 4 години, може би имал некакви согледувања дека може би тоа нема да се случи, ама и да не се случише. Па никој не е врзан, нели, не е донело дома ни функцијата, ни фотељата, а имаше големи изгледи тогаш повторно да биде наш кандидат. Меѓутоа не е само прашањето на кандидатурата, имавме долгогодишни несогласувања. Јас тоа го толкувам како активист кој може би ја промашил партијата уште одамна. Неговите десничарски ставови, конзервативни, па и демохристијански, се провлекуваа и низ годините, му реагиравме. Јас лично, токму, не знам, не беше од ваша организација, ама исто така од цивилниот сектор, на една дебата, отворено му опонирав, тој беше тогаш дали председател на совет, не се сеќавам, јас како активистка од форумот на жените Социјалдемократскиот сојуз, значи ставови за позицијата на жената, ставови во меѓуетничките односи кои не кореспондираат ни со левичарските, ни со социјалдемократските, ни со либералните ставови, кои навистина повеќе одговараат на, да кажеме, демохристијанското конзервативното милје, и јас говорам, може би тоа промашил партијата, ама што сме виновни ние. Ние трпевме и тогаш, имавме и идеолошки несогласувања, иако тој не ги прикажува така, туку напротив, се уште се, барем до сега, до скоро се промовираше како левичар, сега нешто се придвижувал према центар, меѓутоа неговата лична еволуција во убедувањата не треба да плаќаме толкова цена, ние граѓаните на Македонија, особено на Куманово. А и она што е најважно, еве, да ги трнеме настрана и идеолошките обидувања причини, па дури и овие коруптивни скандали, на крајот од денот или на крајот од мандатот се мери што кој направил за граѓаните. Тој 4 годишен мандат го завршува со еден нов кружен тек, првиот го направи кога беше со нас, со неколку крпени улици, неколку метри или стотина метри асфалт, без ниту еден проект, 8 години градоначалник, не изгради ниту една градинка, а и во првиот и во вториот мандат ветуваше 3, па 4, па 5. Дури сега имаме само проект, и тоа во најава, за една потенцијална, не верувам дека таа ќе успее да се заврши до крајот на мандатот. Ништо од силните ветувања, ни за градинки, ни за реконструкции, за ново училиште, за нови катни гаражи, 3, 4, 5, има една монтажна, непопуларна, на лошо место, лошо изградена, која ни беше пласирана уште во неговиот прв мандат како времено решение, од времено излезе трајно. Меѓутоа се надевам дека со нашата победа на есен, а јас сум убедена во тоа, дека барем таквите грешки во Чекори, и што се однесува со проблемите со паркирање, со катните гаражи и со некои круцијални решенија, како што е, например, генералниот урбанистички план. Тој победи уште во првиот мандат со ветување дека ќе го донесе веднаш, за неколку години, па до крајот на мандатот, па еве завршува и вториот мандат, и се сме при крајот и никако да биде донесен, изгледа дека нема оди ни во прилог, бидејќи ако беше донесен генералниот урбанистички план, можеби некои генерални решенија нема да кореспондираат со вакви намени, пренамени заради лични интереси и така, и по желба на одредени блиски граѓани. Јас би сакала ова интервју да го заокружиме со две многу битни прашања. Едното е за жените во политиката. Нивната улога, како тие котираат на нашава политичка сцена, дали постои женска солидарност, ако земеме во предвид на едно непријатно искуство кое вие го имавте неодамна, ваша колешка од Советот да ви го исклучи, и председателка на Советот так, во моментот да ви го исклучи микрофонот дека се обраќавте пред Советот на општина Куманово. Па јас тоа го толкувам, да почнеме од таа немила случка, тоа повеќе го толкувам како нивна немоќ. Кога не можат со силата на аргументите, тогаш применуваат сила.
силата, моќта, власта во моментот е во нивни раце, па дури тогаш кога не ги почитуваа ни деловничките, ни статутарните права, одеа на еден вид цензура, со тоа што ми го исклучија микрофонот, и јас говорев можеби 5 минути повеќе, сметајќи дека граѓаните на Куманово ме слушаат во преносот, телевизискиот, бидејќи имаме директен пренос веќе со години на нашите седници, јавни се, а меѓутоа почна да ми јавуваат и граѓаните дека не се слуша, дури протестира до локалната телевизија дали имат проблем со тонот, меѓутоа излезе дека не е проблемот во тонот, туку тоа што го исклучиле микрофонот. И што е најинтересно, најсимптоматично, ме исклучија токму во делот каде што почнав да говорам околу планираната коруптивна сделка со Lidl, ама понекогаш ѓаволот доаѓа по свое, веќе на наредната седница, значи потоа тие самите ја ставија точката, бидејќи им се брза. Тој процес на пренамена на дуп не оди со една седница, две, туку неколку, веќе сега е нацар, пак има јавна расправа, па детална измена, им се брза за следните неколку месеци до крајот на овој мандат да го донесат, и веќе на наредната седница немаат кај да бегаат и ја поставија таа точка, и она што за кој ме угасија, за кој ја потоа веќе детално објаснив и на социјалните мрежи и во интервјуата, го слушна и другите што било причината. Можеби оправданието им беше во кршењето на деловничките прописи, меѓутоа и примената им е селективна, значи кога говори градоначалникот го ставаат со часови да зборува и да е на тема и да не е на тема, кога се работи со опозицијата, тогаш се оди и под минимум правата што ги поседуваме. А што се однесува за женската солидарност, ниту тука, ете, мојата колешка советничка и председателка, јас како поранешна председателка, не покажа ниту за женска солидарност, а и повеќе, она што ја забележувам често во процедуралните реакции, не ја почитува доволно својата улога како прв човек, прв меѓу еднаквите, прва меѓу еднаквите, за заштита на позицијата советник. Она со што ја се гордеам и имав признание и се уште имам од граѓаните, дека во времето кога јас бев прва председателка на советот, членот на советот беше светост и не дозволував никој да ги наруши неговите права, независно дали е член на позицијата или опозицијата. Не се случило директор од нашето мнозинство, од Социјалдемократскиот сојуз, да му дозволам да биде дрзок, некултурен со член на ВМРО, например, а додека сега не е така случај. Туку да се вратиме на позицијата на жените воопшто. Многу е значајна улогата и позицијата на жените во политиката, тие се столбот на сите политички процеси, но се уште повеќе први сме кога се кампањите, први сме кога е работа на терен, први сме кога сме во изработка на документи, а кога е во процесот на одлучување се уште е тоа машки свет во тесни кругови, кога се работи за давање доверба на значајни функции, исто така се уште машки свет, меѓутоа работите се менуваат, како заслуга на интенција пред се на левите сили, на форумот на жените, не се изборивме, знаете, години наназад за квотите, за кои прво, како припадничка на невладен сектор, поранеше бев противник и стално говорев, ако сум ја квалитетна, зашто ми треба квота? Мене ќе ме изберат и вака, како личност, како човек, меѓутоа, поискусните мои другарки од невладините организации ми покажа многу примери во светот и кај нас, како би одел тој природен пат ако немаме квоти, и би чекале да чекаме 200-300 години, па да дојдеме до ова ниво, така да барем тој процент на членови на совет, на жени парламентарки, пратенички, се постигна, а ако не милом, туку со оваа позитивна дискриминација, значи со квотите, што е добар пример и покажа жените дека исто така можат да се носат успешно, а кога се работи за извршната власт, тука многу послабо стоиме, значи нема законски тука, нема позитивна дискриминација, така да еве во моментов имаме само 2 градоначалнички во цела држава, една е наша градоначалничка од Социјалдемократскиот сојуз во Стара Нагоричина, но за жал подолго време е на боледување, па има заменик. Другата порано да ја немаме, или да ја немате вие во Скопје, меѓутоа како и да е, се нас е 2 градоначалнички од 84, тоа е состојба за жалење, не е за фалење. Исто така, и со слабо стоиме и со бројот на министерките, не сме имали до сега жена председателка на влада, за прв пат еве добивме жена председателка на држава, што е добар пример, добар репер, можеби мотив за другите политичарки, а на женската солидарност ја има, но во недоволна мерка се работи доста
и во рамките на женските организации во политичките партии, како што е нашиот форум, Унијата на жени во ВМРО и другите женски форми, и во соработка со невладиниот сектор и со други значени институции се работи, бидејќи нужна е женската солидарност. Значи, вие кога сте веќе малцинство и маргинализирани, а жените се уште се маргинализирани во политиката, мора да бидете поединствени, солидарни, ако сакате да извојувате поголем успех. И тоа се покажало. Онаму кај што сме биле единствени, например, кога ќе застанеле сите жени во нашата политичка партија за одредена жена, полесно одел нејзиниот од понатаму во повисоки скалила во одлучувањето. Се надам дека тоа ќе биде така, дека форумот на жените ќе биде испочитуван и единствен во поддршката на жените кандидатки за градоначалнички во државата воопшто, кај нас во Куманово, и за исто така жените кандидатки за советнички во советите во општините во Македонија.